На година и пол до завршувањето на мандатот на градоначалникот Илија Јовановски, целата јавност е сведок дека ова ќе биде само една политичка екскурзија на СДСМ во Прилеп, која за жал ќе не чини премногу. Освен Јовановски, во искош со него се голем дел од директорите и функционерите на СДСМ во државните институции, кои од институциите направија невиден срам и циркус. Денеска ќе се задржиме на две теми за кои деновиве граѓаните бараат одговори. Прво, пред неколку дена Јовановски соопшти дека во Сточен пазар немало потреба од училиште и дека имало доволен училишен простор во основното општинско училиште Рамполевката. Граѓаните треба да знаат дека градоначалникот не планира да го реализира своето предизборно ветување за ново училиште во оваа населба и дека не му е грижа што децата и понатаму секојдневно ќе патуваат по неколку километри до училиштето. Но, Јовановски треба да знае дека за уништената и испокрадена училишна зграда во оваа населба ќе одговара за тоа дека не го заштитил овој општествен имот, односно за него ќе следува кривична пријава за негрижата да се заштити инвестиција вредна 10 милиони денари. Второ, директорот на Центарот за социјална работа Прилеп, Дејан Тошевски, и после 2 недели молчи за уништеното службено возило, кој еден од неговите нововработени партиски кадри го управувал без возачка дозвола. Го повикуваме веднаш да излезе со одговор, а надлежните да ја утврдат одговорноста за Тошевски. Ако толку му е важен возачот кој управувал без возачка дозвола, Тошевски нека биде солидарен и нека набави ново возило од својот џеб. Кон крајот на оваа пресконференција и неколку прашања до Јовановски и власта на СДСМ. Дали е вистина дека службеното возило на општина Прилеп го управува лице кое не е вработено во општината? Дали возилото се управува со истечена сообраќајна дозвола, како што кажуваат нашите информации? Доколку е ова вистина, дали и градоначалникот ќе молчи како директорот од социјално? Кога не дај Боже, наредно би се случила сообраќајна несреќа со фатални последици, а причината ќе биде тоа што со службените возила управува кој ќе стигне. Почитувани, ова е само дел од пустошот кој зад себе го остава СДСМ во последните денови од нивното владење. Во наредниот период ВМРО ДПМН ќе продолжи да информира за сите незаконитости и сомнежи за сторен криминал на челниците на власта, а верувајте, листата е долга. Бидете сигурни, одговорност ќе има.